Сега сме во кујната. Препоставам, Тањич, дека гледајќи ги овие фасцинантни снимки од Македонската филхармонија Виена, каде што еден од твоите синови всушност ова му е некако можеби редовна практика. Не знам дали тој бил можеби на новогодишниот концерт. Беа на виенски бал специализирано за Балкан. Значи они се дружат. Беа на еден таков бал, мимо нивните балови што се многу тешко да стигнеш. Да, со билети особено. Особено со билети, ама се им е во план да си организираат, пошто тоа се најавуваш, купуваш па да те одберат, нели, и тоа се астрономски цени, да, и за место и за се, меѓутоа тоа им е во план во наредните, не се само 6 години присутни таму, така да не пропуштаат нешто што е интересно, ништо што е поврзано за македонската култура и традиција, и некако нели секогаш ние кога сме некаде надвор во странство, лично јас кој имам осетено тоа кога живеев во Германија, дека некако те влечат корените за да се поврзеш и било кој да има некој концерт или да има нека манифестација, со драго срце сакаш да посетиш, да почувствуваш таа фреквенција на убави моменти. Така да не се сумневам дека и ми беше кажано и дека било нешто што треба да се доживее и јас се надевам дека истата изведба, немам многу малку време имам за разлика од порано да присуствувам на такви некои манифестации, меѓутоа убаво би било истото тоа да се преслика тука кај нас, па да во филхармонија, па и ние да го доживееме сето тоа што го доживеа сите во Виена, така да вреди. Вреди апсолутно и многу ми е драго што филхармонија на овој начин го означува својот голем јубилеј. Вистина е културна установа која што треба да си ја почитуваме и ова мислам дека показател и за истото колку е вредна имено. Кога сме сега кај оброкот на денот, добро ни дојде во новата сезона. Убаво ви изгледаш. Добро ве најдов, малку сум уморна. И настината Тања вели, шетајки го куќето, неделата ми беше ден на дожд, промена на време и дождот, така да си се собра, меѓутоа кога имаш добар имунитет не може да те бутне. Цврста си ти. Малце се осеќа што назално говорам, меѓутоа тоа ќе пројде. Важно дека имаш... На нозе стоам, имам елан, имам енергија, имам сила и терам натака. Јас сум ти кажал, имаш јак дух, црз дух и тоа мислам дека таа холистика која што ја споменавме со премалку и со доктор Ивановски, дека не е само нели физички недостатоците во животот некој пат кога ќе ни се случат и ќе ни затропаат наврата, туку холистички треба да делуваме, ти многу добро го знаеш бидејќи интроспекцијата и па како сум кажала, здрава храна, физичка активност и здрав дух. Тоа е формулата за да функционираш како што треба, нели? Да имаш енергија и сила. Именно. Веќе ни се подготвени намирниците, многу ми е драго што ќе му дадеме акцент на качамакот. Да, качамак или палента. Зависи кој како ја вели, едно те исто е. Дефинитивно тоа е брашна од пченка. Зависи колку е ситнето и многу често користено. Знаеш дека порано се сметаше како храна на сиромашните. И ми го изиде зборот. Меѓутоа, во поново време, у суштина сите е присутна во најлуксузни јадења кои што се присутни на трпезата како додаток, нормално, или како комбинација на нешто што е направено и може да се експериментира во сите можни варијанти. Подготовката јас ја направив да биде најкласична, наједноставна. Значи ставив во 300 мл зовриена вода со сол. Нешто слично како на видеото. Овдека е со млеко, јас колку што гледам на видеото. И тоа знам дека нели. И со тоа може, меѓутоа јас ја направив да биде наједноставно, најпросто. Вкупната литража што треба да се милилитри, што треба да се направи една палента со вода е 400, меѓутоа јас 100 милилитра ги тргам настрана. Ставам 8 лажици палента, добро го хомогенизирам и мешам сето тоа да добие една компактна смеса, 300 милилитра со маслиново масло и сол ги ставам да зоврие водата, кој ќе биде зовриена водата, полека ја додавам палентата да ја промешувам, затоа што на тој начин добива густина, а не се прави како кнедли, значи не има компактна, има компактна маса и после ми ја експериментирам со се.
Ако вака едно може вака, некој си ја сака вака. Јасно. Некој ја сака, не знам сега да ја чварки со чварки да, јаде, сум- некој да, со сум сирење забележал јаде, тоа. некој. Значи варијанти имам печена, подпечена, Затоа што значи има варијанти неутрален имам. вкус. Да, и имам многу предимства во однос на тоа што содржи во себе за сите оние кои што имаат се поред кај присуството на целакијата, значи алергијата на глутенот. Да напоменеме дека е безглутенска, може да се користи Една од користите од работи. 6 месеци во исхраната на бебињата па до нема контраиндикации, нема алергенско дејство, во 100 грама на палента имаме некаде 85 калории, што значи дека имам ниска калориска вредност. Протеин и скоро спаѓа во групата на јаглехидрати. Меѓутоа, ако земаме и ако ја избалансираме, многу може да биде благодет и за нашето срце, значи за кардиоваскуларниот систем, за нашиот дигестивен систем, пошто има смирувачко дејство и многу интересно регулира и диареја и обстипација. Значи двете во едно, ги чува нашите очи, антиканцерогено делува во одредени ситуации, токму заради незиниот состав. Содржи доста антиоксиданси во себе, и тоа витаминот А пред се, витаминот Е и група на Б витамини. Од минералите содржи доста железо, калиум, магнезиум, цинк, фосфор, што значи дека не е така наивно за да се внесе во секојдневната исхрана. Сега, ако Данијч се готви палентата на различни начини, како што погледнавме со млеко и така натаму, ја губи нутритивната вредност? Па не, генерално не, нема С витамин, меѓутоа јас секогаш збогатувам со нешто што има многу С витамин, за да може да се надополни целата таа и со витаминот К и со се, значи варијантите на приготовка може да бидат различни кој како сака. И може да биде застапена во секојдневието, дури и сега сите што си ги прават домашните здрави лебови, исто така палентата е или брашното од чинка е многу застапено во секојдневието, што значи дека тука не гледам некаква разлика. За да може. Што ја направа ме интересира? Направа ако ќе го исиземе, полесно да го внесеме. Сега да научам и ја нешто да си го надополнам дома со некој. Цел живот се учи. Да подготвиме, значи јас веќе нели пошто не ни дозволува времето. Сега пошто брзо кога ќе ја приготвиш, брзо се втврднува и се бајле приготвуван и треба некаде околу 5 до 7 минути за да биде готова. Што значи дека сите оние домакинки кои што имаат проблем, еве го маслиновото масло, за полесно да ми биде и во нејзе имам опа. Се случува во програма Во живо сме. Значи, за полесно мене да ми биде, за да јас направам една компактна маса, ќе ставиме, додека варев ставив, јас маслиново масло и сол. Меѓутоа, еве сега за подобро да ни биде да измешаме, да добиеме една компактна маса, нема да биде лошо да се стави маслиново масло. Си добива се, пошто и температурни разлики. Дома на топло ја направив, додека ставив, додека дојдов со колата тука, додека ве чека во студио, ужива во сите прилози што ги имаше. Така да верувам дека сега со ова што ќе го приготвиме, сега што за да ја разубавиме, нели? Можеме да ставиме еве ги маслинките. Дали е добра генерално како намирница за регулирање на апетитот? Да, прво и основно да не се плашат тие што си мнуваат калории, дека ќе ги поправи, бидејќи е јаглехидрат. Одлично влијае на одржување на гликемискиот индекс. Меѓутоа, многу е лошо кога ќе биде искомбинирана со нешто што е заситени масти. Значи, она што го зборевме со месо, па со чварки, плюс протеин дополнителен, како што е не дека после си има процедура како да го внесе, меѓутоа тоа да биде со некој здрав протеин, или да не биде со нешто што е. Сега јас обично додавам праза да го уште повеќе да го разубавам. Колоритност ќе му даде супер. Па да, ама секој може да приготви сега, некогаш ставам и
да кажеме, може вака некој кој што некогаш ставам и домат за да биде, некогаш ставам и магдано. Сега еве тука имам беби рукола, беби спанаќ, може да дадеме така да вкусно е, здраво е, заситува, што е многу важно, со многу мала количина. Имате и како сериозен брз оброк за сите оние кои што не можат да приготват одредено јадење. Можеме тоа да го направиме без никаков проблем, да, еве, пошто не носам магданос, можеме се што имам дома, како со беби, субститут. да. Така да, еве, ќе го измешаме. Супер. И добивме сериозно може здрав. например да ставиме во некој? Може кој како сака јаде, меѓутоа јас внимавам на комбинацијата на храната така да го јадат, зашто да не. Секој како си сака и си кој каков начин има на исхрана, меѓутоа зашто да не. Да, има една неутрална нишка и тоа дозволува на палентата, затоа што некој си ја сакаат и да речеме метки, си стаи какао, ореси. Секако може варијанта, може со банана. Јас знам чисто и тие што ги правам најразлични торти, мислам дека ова ќе ни биде мало за салатата, ама ќе се потрудиме да немаме поголем, можеме и во ова да ставиме салатата да измешаме. Да, супер. Пошто е чисто и така ќе биде малце по-разноврсно. Супер. Се трудам секој пат да бидат сезонски намирниците. Еве ја зелката ситно исискана. Може би да има малку повеќе време која се еве го цвеклото си пушти, значи се што има вдома исискано се може да донесам и да искомбинирам. Сега е периодот на цвекло, морков, зелка, се не се јадат домати и краставици, помина време, веќе сезонски, така да можеме се да искомбинираме. Лимонче ќе се стави. Лимонова везна. Витамин С малце да се сврзе. Па и го зелката има не само. Да, таму пат. Сега јас ќе замолам се и другото да се додаде, за да еве јас го потребам ова што се мислеше што е. Само не најдов тука сол. По целата оваа лепеза тука на се што имате. Еве го солот. Добре. Става малку колку да се каже. Еве го и младото кромиче, пошто уште го има, може би нема за добар вкус, заедно со празот ќе дојде Интересно дека одлично. вистина во различни култури на секаков најразличен гастрономски начин се употреба палентата. Па тоа си Италијан, Северна Италија позната по палента. Ја јадат со се и се што. Особено им така да, па и од нези, да, секојдневно си позната Италија како нешто што е. Не, палентата е прва. Па добро. Тоа е еден вид на јагле хидрат кој што па има и различни безглутенски тестенини од пченка или макарони од палента кои што се процесирани најразлично, апсолутно, само да се има жилба за да се јаде она што се сака и да се направи. Јас прво би го измешала ова. Да прашам околу луѓе со тироида, дали палентата? Да, може, зашто да не. И диабетичари можат само правилно да ја комбинираат и зависи во кој период ја консумираат. Значи, тоа е едно, исто како сега сезонски тиквата и костените. Тие не се овошје, се јагле хидрати. Меѓутоа, многу е важно како ја комбинираш и на кој начин ја внесуваш и кога во текот на денот ја внесуваш, што значи дека ајде сега да идеме со ова беби рукола и беби спанаќ. Присутен малце колоритно. Значи, нашето око јаде се што е субави бои. Тоа е тоа. И ако вака имаме еден оброк кој што е колоритен, богат, разноврсен, сме завршиле за денот и за убаво јадење, затоа што нашиот ум перципира колоритност во однос на исхраната и вкусови. Значи, нешто што ќе го направите да биде вкусно. Ние можевме да палентата да сервираме и само така направена и приготвена. Меѓутоа, ако земеме и ако разгледаме дека треба да сето тоа биде поразлично, тогаш
Пак ќе повторам, не е се така, ако не го додадеш зачинот љубов, нели? За се треба љубов и посветеност во однос на готвењето. Еве, за краток временски период имаме оброк на ден кај што е здрав, изобилува со се што треба И и... неку заминуваш на конгрес? Да, ќе одам службено малца 2 седмици 2 седмици Каде сме географски? во Германија. во Германија. Да, посебно ми е чест и задоволство за тоа што ќе имам добра мисија, така да и тоа е наука која што треба да се исполни, да се оствари. На која тема таниш? Многу актуелна на светско ниво, повеќе ќе се дискутира за карциноми, лечење со храна со карциноми и некои други области, меѓутоа примерно ќе биде тоа. Драго ми е што ме викаат во Бројни турци не сте експертиза. Препоставувам дека и од По цел регионот, свет. цел свет. Да, од цел свет. И 2 седмици таа конгрес. Не е тоа конгрес, тоа е експертиза, те викаат на практикум. Што значи те следат како функционираш и што функционираш и си извикуван, така да тоа е плюс и една моја лична, не ми е прв пат и пред тоа одев, меѓутоа сега е нешто што треба да се види, да се проучи, да се направи токму заради тие публикувања на трудови кои што сум ги пишувала, па добро е да се извика и да се види нешто ново што јас после секое враќање од таму не можам да си ги соберам импресиите и емоциите кои што ќе ги видам и доживеам таму. Мислам тоа да е нешто што е 22 век, да кажем. Влеваш надеж, многу години, децении си присутна на нашата сцена, си една од најпочитуваните нутриционисти, она ревносно кога работиш со своји клиенти, знам дека си имала секакви приказни, немој да престанеш да работиш како досега, иако некој пат нели не треба време и оддишка, прави го балансот, ама вметни ја тука и утринска антилма некој табак. Ке ти заблагодарам од се срце. Ви благодарам и вам, посакувам убав ден на сите гледачи на Телма, ќе се видиме во некое наредно издание, да, со некој интересен рецепт, некој се... Јас мислам дека една година дури и заедно, нова година заедно. Нека торта правевме или јако, добро помнам, добро. Така што декември ќе се обезбедиме. Или декември или јануар. Да сме здрави и живи, да не служи умот, се можеме да направиме. Супер. Ти благодарам уште еднаш, ова беше оброкот на денот со нашата Тања Турунџиева и во оваа сезона на Утринска антилма, која што знам и верувам дека си ја чувствува до срце како пријател и оваа екипа. Тука ќе направиме куса пауза, со ова го завршуваме оброкот на денот.